Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Нов метод како СДС и ДУИ ја направија Македонија ограбена држава. Потрошени се 100 милиони евра по основ поддршка на компаниите на начин спротивен на закон. За жестоко и помпезно најавуваната инвестиција, за која се носеше и посебен закон за финансиска поддршка на македонското стопанство, СДС и ДУИ потрошиле 100 милиони евра, но никој не знае зашто, како и кај кого завршиле овие пари. Во законот кој сами го донеле, навеле дека секој може и има право да конкурира. Дури вели и оние правни лица кои не ги исполнуваат условите согласно овој закон. Не само што незаконски постапувале, дополнително е потврдено и дека немало никаков позначаен ефект од ваквите мерки. Имено, во извештајот на Financing, Институтот за економски истражувања, а кој се однесува на оценката на пазарот за економските мерки против COVID-19, се потврдува дека пазарот негативно го оцени првиот пакет мерки. Инвеститорите беа резервирани по објавите на третиот и четвртиот пакет мерки, веројатно затоа што веќе ја имаа вградено информацијата за ниска реализација на мерките од претходните два пакет мерки. Воедно, согласно законот и правилникот стоело обврска дека треба да има формирано тело кое ќе го следи како и на што се трошеле овие средства. Но сепак, такво тело не постоело. Почитувани граѓани, овие факти потврдуваат дека наместо за народот, за бизнисот и економијата во целина, парите завршуваа кај фирми блиски до власта. Од ден за ден нови економски негативи, но од ден за ден имаше позитива на салдото на функционерите на СДС и ДУИ. За ова мора да има одговорност. Ви благодарам.